А ќе се најде ли алтернатива за фосилните горива кои што предизвикуваат климатски промени? Тешки разговори и преговори на конференцијата во Баку. Меѓу другото, дали сето она за што се дискутира изминативе години, некој ќе се одлучи конечно да го реализира во пракса. Сите овие прашања ги поставуваме на нашиот соговорник, еден од учесниците на КОП-29, представник од Македонија, Иван Дургутов, кој го имаме на скајп во моментов од Азербеџан. Иван, добро утро. Добро утро, Кристина. Иван, над 70 земји учеснички до 22 ноември гласно дискутираат за стратегијата неопходна за намалување на ефектите од климатски промени. Дел од екипата си и ти, но и председателката Гордана Селјановска-Давкова. Предизвици на оваа тема има многу, се упатуваат силни пораки. Што досега од пораките кои што беа упатени од светските лидери можеме да го резимираме во ова јавување? Така е, Ване, да, добро утро уште еднаш од Баку, од главниот град на Азербеџан. Моментално се јавувам од сината зона на стадионот во Баку, каде што всушност се одржува годинешната конференција на страните или КОП-29. Како што споменавте и вие, станува збор за еден огромен настан на Организацијата на Обединетите нации и за оние бројки кои што ги имаме досега велат дека околу 66.000 учесници се регистрирани за учество на овој настан, помеѓу кои суми јас како представник на Македонија. Она што е многу важно да кажеме дека по минатогодишниот самит во Дубај, ова представува втор најброен самит на КОП-20 и на КОП конференцијата, односно оваа година, како што споменав, зборуваме за бројка од 66.000 учесници, додека лани беа изброени околу 80. Пораките кои што ги испраќаат големите лидери од овде е всушност дека најдоброто време да се действува во однос на климатските промени е вчера, а следното најдобро време е токму денеска. Тоа значи дека нема повеќе време кое што светот може да го дозволи и да го изгуби со цел да се справи со овие климатски промени, дека колку и да мислиме дека тие се случуваат некаде далеку, тие всушност се случуваат во секоја една од држави ги на климатските промени. И токму сметам дека учеството на Македонија на ваквите големи конференции треба да се слушнат и да се видат последните случувања во поглед на оваа тема и што ние како една мала земја можеме всушност да придонесеме кон истото и како можеме да придонесеме кон една зелена транзиција, односно да се доведеме во ситуација каде што како ресурси ќе користиме обновливи извори на енергија. Оваа тема ни е се поблиска и поактуелна, додека зборуваме со тебе, ги гледаме, Иван, и видеоматеријалите кои што изминатово денонокија ни пристигна од Сицилија. Шпанија повторно има состојба на готовност на сите алки во системот кои што треба да интервенираат во случај на непогода, бидејќи имаме повторно врнежи и поплави. И сега климатолозите, меѓу другото, изгразија загриженост дека 2024 е најтоплата во историјата. На Париската конференција, се сеќавам, кога зборувавме активно на оваа тема, светските лидери изгразија загриженост дека не смее да се случи дополнително затоплување на планетата за степен и половина, но тоа е неколку години подоцна, веќе го имаме. Како да се сопре, Иван, процес кој што веќе е започнат? Точно, вашиот претходен прилог во однос на случувањата во Катанија, Италија и временските непогоди кои што ги доживеале тие во претходните денови, одат кон тоа дека климатските промени веќе ни се случуваат и сите ние ги живееме. Значи, не зборуваме за нешто кое што може да ни дојде, не зборуваме за нешто кое што можеме да го стопреме, туку зборуваме за нешто кое што во дадениот момент можеме само да го ублажиме. Една од целите на лидерите и на конференцијата за која всушност сум присутен јас овде е тоа да не се дозволи глобалното затоплување да биде поголемо од 1,5 Целзиусов степен, но како што спомена и ти, тоа веќе ни се случува. Она што како куриозитет, односно како факт можам да го споделаме дека 22 јули 2024 година се смета за најтоплиот ден во историјата на планетата Земја. Тоа значи дека во јули месец оваа година всушност не го живееле најтоплиот ден од било кога претходно, и што е многу важно, она кое што сите ние во некој неврзан разговор со своите пријатели го кажуваме секое лето колку се топли температурите и така натаму во нашата Македонија, она кое што можам да го кажам како поразителен факт е всушност дека тоа е нешто однос пред други зборови, тоа значи дека навистина
сме во ситуација да живееме едни климатски промени, едни температури кои што не одат во прилог на никого од нас. Мислам дека токму конференцијата, иако представува нели еден високо профилен настан, сепак отвора можности за реални дискусии, реални разговори како можеме сите ние да придонесеме кон тоа да ги ублажиме климатските промени, како што споменав, бидејќи нивното сопирање веќе за жал воопшто не е можно. Која е цената на праведната заштита на климата, Иван, со оглед на тоа дека акцијски планови постојат, за нивна реализација полесно име на побогатите земји, посиромашните земји сепак имаат финансиски проблеми околу спроведувањето на овие акцијски планови? Постои ли за ова стратегија? Се разговарали за ова? Да, не се разговара и всушност оно на кое што конференцијата се обидува да повика и Обединетите нации нели како тело истото се трудат да го постигнат, дека во ова сите мора да бидеме заедно, дека независно од тоа дали станува збор за најразвиените светски земји, дали станува збор за земјите со среден развој или за оние земји кои што се со подпросечен економски развој, сепак климатските промени се универзални и ги живеат сите земји. Во вашиот претходен прилог исто така беше спомената дека две од земјите од кои што се очекува најмногу да помогнат во однос на справувањето со климатските промени, да бидат ете така на еден начин посолидарни кон земјите кои што не можат да издвојат толков износ на средства, тоа се САД како Соединетите Американски држави и Германија од Европа, всушност се случуваат со некои внатрешни промени кои што го доведуваат во прашање моментот дали тие ќе може доволно да се фокусираат на оваа тема и дали тоа ќе биде всушност еден од приоритетите за кои што ќе се дискутира во нивните земји, но на кое што ние како делегати, односно учесници на оваа конференција, се трудиме да го извлечеме како една од праките кои што ќе произлезат на крајот од оваа конференција, е дека сепак време за чекање нема и дека да, секој од земјите учеснички овде се соочува со одредени внатрешни прашања кои што можеби во дадениот момент изгледаат како поприоритетни, меѓутоа повторно подвлекуваме дека климатските промени се тие кои што едноставно не засегаат сите, се универзални и дека времето за действување е сега. А не можеме да действуваме за нивно ублажување ако сепак немаме доволно издвоени средства или доволно одредени буџети во однос на тоа. И за крај, Иван, Ване праша која е цената на праведната заштита на климата. Јас ќе те прашам од каде ќе се најдат пари за превенција во годините кои што следуваат, имајќи предвид дека и големите економии имаат истенчани буџети, имавме ковид пандемија, економска криза, војната со Украина, тука од каде ќе се најдат пари за се во ова? Да, тоа е вистинското прашање, од каде ќе се најдат. Одговорот на тоа прашање е дека средства има, меѓутоа треба да се насочат истите. Средствата се тука и дека во оној момент кога ќе се свати сериозноста на ова прашање, всушност ќе сватиме дека таа е можеби на нивото на ситуациите кои што ти ги спомена, Кристина, на нивото на ковид пандемијата, на нивото на војниот конфликт во Украина, на нивото на она што ни се случува на Блискиот Исток, така што многу е важно да знаеме дека климатските промени не се нешто што е помалку приоритетно од тоа и дека помалку средства треба да бидат одвоени за истото, односно да бидат издвоени минимум онолку средства колку што се издвојуваат за војување во издвоените подрачја. И за крај дозволете да ја споделам една од речениците која што навистина мислам дека ќе биде нешто кое што јас како учесник ќе го земам со мене од оваа конференција и ќе ми остане како најголемо сеќавање, а тоа е дека можеме да имаме план Б, меѓутоа не можеме да имаме планета Б. Ова значи дека можеме да имаме многу планови за тоа како ќе се справиме со климатските промени и да дискутираме дали планот А, Б или С ќе функционира подобро, меѓутоа никако не смееме да испуштиме од вид дека сепак ја немаме планетата Б и го немаме луксузот на чекање на неиздвојување средства за овие прашања. И успееме ли се ова што го дискутиравме изминативе минути да го видиме во пракса? Ќе видиме во периодот кој што престои. Благодарам, Иван, за информациите кои што ги добивме ексклузивно од Азербејџан како представник на македонската делегација, меѓу другото, која што е на КОП 29. Благодарам.